Вести, македонска музичка сцена. Новитети, промоции, настани, албуми. 60 минути музика на кирилица на Радио Слободна Македонија. Мак сцена. Повторно добар ден или добро утро за некако кој што си уште се протега во својот кревет. Ајде станувате, време за ново издание на Мак сцена и 60 минути резервирани за 100% македонска музика. Добре дојавте во новото четврточно издание. Знаете дека си имаме нов термин од пред некако недели. Мак сцена од секој четврток од 11 до 12 часот и репризните изданија ги слушате во попладневните часови, односно вечерва од 19 до 20 часот и во сабота исто така, односно во недела од 11 до 12 часот. И денеска ќе имаме интересен гостин, се разбира како и претходните изданија на Мак сцена, ќе зборуваме за македонската музика, за она што се твори ново на македонската музичка естрада. Секогаш ние се разбира со максимална поддршка за домашната музика. Ивана Крстевска, вашиот денешен домаќин во Мак сцена, а друштво на мене и на вам ќе ви прави нашата техничка реализација, поддршка или диџеј мастер денеска Далибор Зафировски. Уживајте Македонија, кој ќе биде нашиот денешен гостин? Па да, ќе да знаете од она што ќе го слушнеме во продолжение. 100% македонско, 100% музика на кирилица. Мак сцена на Радио Слободна Македонија. Многу се радувам кога ќе ми дојде 11 часот и четвртек и кога ќе зборувам за македонска музика, а поготово кога имам гостинка која што навистина е многу заљубена во својот нов албум. Заљубена сум јас и во нејзиниот албум, не дека правам лице нешто сега, туку навистина одамна немам слушнато нешто вака квалитетно и добро. Ги слушаваме песните постојано на Радио Слободна Македонија во нашите утрински радио дружења и во останатите емисии кои што ги слушате во текот на целиот ден. Знаете веќе за кого станува збор, мислам дека песната ви беше добра најава, тоа е Дани Димитровска и нема две слушнавме принудко. Дани, добар ден и добре ни дојде во Мак сцена. Добро утро, добро ве најдов, супер ви е студиово и баш сум среќна што сум овде сега. Да, среќна сум јасно вистина што стигна нели за да бидеш денешна гостинка во Мак сцена. Ајде ќе кажеме дека повод е твојата макотрпна, може да кажам, работа изминативе 2,5-3 години на колку што работеше и на твојот најнов студентски албум Град за љубов. Најпрвен честитки. И каква музика слушнаме, нели, каква музика нуди ова твое трето студиско издание, меѓутоа каква порака праќа? Овој албум не за џабе наречен Град за љубов. Сакаме да инспирираме на суштински вредности што верувам дека нашите баби и дедовци ги имале, меѓутоа ние со се она што ни се дешава во целата ова во сите овие неуслови на функционирање, малце сме ги подзашуткале на страна. Тоа беше поинтата, не е дека јас, Весна и Киро, ние као тим се зборам, затоа кажувам множина. Не е дека пробуваме да се представиме себе си во не знам си какво благородно својство, едноставно имавме и се уште имаме потреба да малце повеќе видиме отворени срца и љубов у народов, у комши, у продавница, на улица и секаде. Така, Град за љубов, сигурна сум дека ова е нели за твојот роден град малку посветено, па така и промоција да се случи токму пред 10 дена од денеска, на денот на ослободување на градот Скопје. Зошто го избра токму овој датум? Има некакво посебно значење за тебе? Па, реално, кога размислувавме кога и како да ја правиме промоцијата, и немавме баш некоја идеја како тоа сакаме да изгледа. Едноставно се ближеше 13 ноември, ни се поклопи со целата идеологија и суштина што овој албум ја носи и така и се поклопи. Значи, ако 13 ноември е
роден ден на градот, односно ослободување на градот Скопје, би било фино и град за љубов да се ослободи баш истиот ден. Да, токму така, македонската јавност запозна пред речиси 2 децении, мислам дека има скоро се наближуваат дан на музичкиот натпревар Макфест во Штип, еден престижен фестивал за барем важеше за таков изминатите години со песната Само ти ми требаш. Како го заокружуваш ова, ајде да речеме скоро 2 децении, не знам, околу 17-18 години сигурно се може и повеќе. Како ги заокружуваш овие години постоење на македонската музичка естрада? Не знам, премногу години се и не така често се осврнувам наназад да размислувам што сум пеела тогаш и во каква атмосфера. Меѓутоа, генерално, сите овие 17-18 години би ги заокружила возбудливо. Значи имаше и имавме сите ние што се занимаваме со музика. Имавме баш убав период едно време кој траеше. Нега 90-тите беше тоа. 90-тите беше, да. Дури и тука 2000-та и па до негде 2007-2008, да речам. Ова сега што се дешава е баш онака бреме кое не можеме да го преминеме, иако гледам дека навистина постои голема потреба да сите заедно го поминеме овој целиот неубав период. Така, колку дани е сменета од својата прва песна, Само ти ми требаш, во она што го изведува, во она што го твори, што го пее во ново време, да кажам, или во новиот албум насловен Град за љубов? Па премногу, видувам дека е тоа премногу. Види, тоа ти е исто како кога растете во било која професија или кога растете не можете да бидете исти во второ деление и во втора година средно. Да, значи тоа искуството си го прави своето, се менуваме и фала Богу што се менуваме, пошто иначе не би било ништо уред со нас. Драго ми е што се менуваме, поентата е да бидеме свесни во што прераснуваме и да учиме од тие лекции што како искуства ни доаѓаат и сигурна сум дека сум многу сменета, дури и сега ако се видам на телевизија или се слушам на радио баш со таа прва песна што ја спомна, сигурно би рекла која е оваа Дани, шо пее, зашо овака изгледа, зашто овака се понаша. Али си од своје време тоа било прекрасна, сега ова друга е прекрасна. Да, тогаш дефинитивно исто така си важала за еден од влијателните музичари кои што твореа во тоа време, исто како и денеска, нели? Дани ќе направиме кратка пауза за реклами, ќе слушнеме уште едно парче кое што се наоѓа на албумот и се враќаме во студиото да си го допршиме муабетот. 100% македонско. 100% музика на кирилица. Макс Цена на радио Слободна Македонија. Макс Цена на радио Слободна Македонија, 100% македонска музика. Интересен опуштен разговор со прекрасната Дани Димитровска, која што навистина пред 10 дена не почести со ништо убаво, милем за уши може да го насловам незиното последно студиско издание насловено Град за љубов, а пред малку ја слушнавме и Суштина, песна која што Дани мислам дека беше прва пуштена по радио етерот од новиот албум или песна, можеби која што да кажам дека беше во најава за албум. Да, беше. Секоја песна што ја пуштавме до албумот ни беше најава за албум, меѓутоа никако да го извадиме, пошто си баравме да се создадат услови. Па на крај кога сконтавме дека нема услови, ќе мора сами да си ги создадеме условите и така и бидно на крајот од денот. Суштина е песниште, јас сум посебно заљубена у незе, не само ради поинтата као суштина што ја содржи, туку и стилски и така некако ми легна. Си ја усетив као своја и баш ми е моја. Која е песната од албумот која што највеќе те опишува? Знам дека е тешко да се одговори на ова, затоа што сите песни ти се драги, ти лежа, затоа нели ги имаш и од пејано, тоа можевме да го видиме со какви емоции пееше и на твојата промоција изборуваше токму за Град за љубов, меѓутоа сигурно имаш некоја кон која што имаш најмногу симпатии. Да, сите убаво ми тежат на срцево, не можам да издвојам.
ама можам да ги поделам на поновите и постарите, знаеш, па така некако, не знам, например да заборавам седмата песна што е на албумов ми е од особено значење, не само ради емоцијата што ја носи, него не знам, така ми е кога ја слушам, цревата ми се превртува, така најнародски да ти кажам, појма немам зашо, ама ефтен ми е филм таа. А инаку, да, секоја песна, нема две која одеше сега пред малце, сум ја слушала 100.000 пати, ама... И повторно те најшла, сигурно, да. Ау, колку е Ова добра, сум овој јас. дел, колку е добар. И тоа е тоа. Да, зборувавме пред малку за почетоците од Маквес до денеска, но од кој жанр и не толку својствен за тебе никогаш би отпејала песна? Или би се насочила можеби никогаш кон не знам, кон друг стил на музика? Па добро, реално овој албум е баш друг стил, баш е нешто поразлично од тоа претходно што сум пеела. Него планирам тоа, едноставно се доаѓа само по себе, у зависност од тоа каква инспирација носиме и што сакаме да постигнеме. Се себе истражувам секако, музички, и сакам да експериментирам у принцип, односно тоа што емотивно ќе ми залепи, тоа го правам и не се осврнувам на тоа претходно, односно не правам сега комбинации како тоа. Како е најболje имиџов да биде тој, него само искача од нас и ова е тоа што излезе последно и Град за љубов се вика. Град за љубов, да, токму така, но веќе да ги заокружиме две децении на македонската музичка сцена, што е потребно, кој е рецептот за да се опстои толку години на музичка сцена, поготово во една ваква земја во која што живееме ние? Не знам, ова е, мислам, најтешкото прашање на кое никогаш не знаев да одговорам. Мислам дека не постои рецепт, не постои клjuč, и дека едноставно лежи во вистината. Доколку себе реализираме преку вистината и љубовта, не постои нешто што може да не тргне од патот. Затоа сум уверена дека ја го одам овој пат толку години и ќе го одам уште толку. Да, дефинитивно на љубовта кон музиката е тоа што те држи на сцената и те враќа повторно во студио да снимиш нешто ново, да компонираш нешто ново, затоа што премалку се изборувавме во интерен муабет дека ти всушност требало да бидеш маркетинг, односно имаш завршено тоа, но никогаш не се осврнала кон таа работа. Тоа го докажува и колку љубиш да бидеш на сцената и да компонираш и да правиш нешто ново. Ќе направиме уште една кратка пауза. Дани, ако имаш некаква желба музичка, мора да слушнеме уште нешто. Меѓутоа, мој предлог е да слушнеме нешто што за прв пат го слушнавме нели кај тебе на промоцијата, а тоа е песната Лево десно или песната која што е трета на новото студиско издание. Може. Најголемите македонски хитови. Музика на кирилица. На Радио Слободна Македонија. Музика на кирилица на Радио Слободна Македонија, повторно назад во студиото, заедно со Дани Димитровска, промоција на последното студиско издание, албумот прекрасен насловен Град за љубов. А пред малку ја слушнавме и Лево десно, песна за која што официјална промоција на видеозаписот се случи на твојата промоција на албумот на 13 ноември. Дани, навистина едно интересно лудо, извини вака што ќе ти кажам, видеозапис кој што на некои моменти се гледа дека и буквално сама си го имаш снимано. Па да, селфи видео со телефон го снимавме и излезе така како што излезе, пошто седевме у кафич и рековме окей, нема да чекаме више ништо, ај ќе излеземе да видиме што ќе се деси низ градов. И излеговме и почнавме да снимаме се што се дешава пред нас и излезе така. И тоа што го представуваме во видеото е чиста Буквално вистина. се сними во еден ден?
во еден сат. Во еден сат. Да. Да, браво, честитки. Навистина не знам барем до сега вака немаме ништо видено на нашава сцена, некое вакво парче од видео. Ќе може ли да очекуваме и останати видео записи за другите песни кои што се наоѓаат на албумот? Да, сега за 2 недели од сега треба да снимам ново видео за седмата, да заборавам песна, и би требало уште едно до крајот на година, што ќе го пуштиме веднаш после Нова година, чисто за умирување на таа луда атмосфера што ќе трае од декември. Еуфорија. Да, еуфорија. И после тоа би се спремале за концерт кој официјално го најавувам во МОП во март. Тоа ми беше следното прашање. Не ни позборувавме за тоа, меѓутоа очекував дека можеш нешто такво да направиш, дека она што треба следно да го очекуваме од тебе е тоа. Навистина знам дека сигурно нема да биде еден концерт, верувам, затоа што сигурно ти може ќе најавиш еден, меѓутоа она што го видовме на промоцијата и колку луѓе имаше, знам дека ќе има публиката потреба од повеќе концерти. Меѓутоа ќе зборуваме и за концертот, ќе ни откриеш нешто што ќе може да се случи или си што немаш во глава како ќе изгледа сето тоа? У принцип имам замисла како сакам да изгледа, ама се уште не сме дошле до таа точка на материализирање на тоа што го имам во главата. Во моментов сме се уште со промоцијата на Град за љубов, со овие вакви убави интервјуа, радио и телевизиски. Ја очекувам продажбата преку Слободен печат за 2 дена од сега. И кога се тоа ќе се затвори, тогаш кога ќе оснимам видеата, после тоа ќе се посветам на тој сегмент. Али како и да е, сигурно ќе биде топло и ќе има фина, убава атмосфера, за да може никој да не се стега и да си го гушне тој што си е до него. Се надевам дека ќе има и многу љубов, како што носи твоето ново студиско издание Град за љубов. Кој се работеше на албумот? Најпријателски знам дека е направен. Да, другарски е, затоа така некако инспиративно ни дое со овој албум, дека сакаме да го вратиме другарскиот дух на градот што имам чувство дека е изгубено. Така и другарски е направен целиот албум. Весна Малинова, Киро Бабамов е продуцент и аранжер, Весна Малинова е композитор и текстописец. Дијан Момировски во XL студио, каде Дијан Момировски го снимавме. Инструменталисти се мојот бенд и плюс некој од страна. И да, другарски е направен со поддршка од баш другари, кои само ми дадоа една лекција што вика другар не ти е оној со кој треба секој ден да се слушаш. Значи и другарите постојат за убаво и за лошо, а не во континуитет да мора секојдневно да се гледаш со нив за да ги наречеш другари. Да, и да пиеш кафење или постојано да си ги кажуваш проблемите. Да. Кога спомна за лекцијата, која е најважната лекција која животот те натерал да ја научиш? Па не знам, веројатно ги има многу лекции, сите ние доживуваме секојдневно. Не знам, ги имам многу во однос на мајчинството, имам лекции каде што ете тоа можам да го издвојам како една од поважните лекции што ме натера да сватам дека статусот мајка е премногу преценет. Значи, моментот кога ќе научиме сите ние дека тоа е само статус, поважна е љубовта кон детето, тогаш се ќе биде поинако. Тогаш се менува односот, се менува начинот на разговор, на функционирање и така натаму. Кога јас тоа го разбрав, сосим сум, да речем, другарка. Другарка, да. Кој е можеби најголемиот животен страв или нешто кое што не знам така си размислуваш и си викаш погупоните по животот? Па не викам у принцип за ништо такво, затоа што не размислувам на такви нешта, си го гледам патот, фокусот ми е на убави работи и
не забегувам натам. Така, magic, она што го размислуваш, она што го мислиш, нели тоа ќе ти се случи. Дани, каде може да те види публиката пред концертот, нели кој што го најавивме еве за во март идната 2018 година, каде може да те види публиката, да те слушне негде низ градовиве, низ републикава? Во моментов тука сум во Скопје, односно немам никакви настапи, тоа што имам закажано се 3 корпоративни настани за овие предновогодишни забави, меѓутоа, и 30 декември во Каладарци. Тоа имам сега за сега. Така, јас ќе ти се заблагодарам навистина за денешното гостување во Максцена. Ќе ти посакам уште многу успеси, уште многу љубов, како што е град за љубов, направен со многу љубов и со пријателство, и да се слушнеме и да се видиме повторно за убави работи, за убави промоции, за убави настани. Апсолутно со задоволство. Фала ти на поканата, фала ти на ово искуство сега туку у моментов доколе ве чекаат семафорен, зелено дим суполи, ние си правиме муабет баш за ова, баш за град, за љубов, за музика и за се тоа што мене ме исполнува и ме прави човек и музичар. Фала и на дечкото таму позади, што секогаш будно не следи. Фала му на македонскиот народ што слуша македонска музика. Уживајте во овој зимски ден со многу убаво сонце. Проценти македонско. 100% музика на кирилица. Максцена на радио Слободна Македонија. Максцена на радио Слободна Македонија, интересен разговор со Дани Димитровска и промоција на нејзиниот трет студиски албум насловен Град за љубов. Тука негде јас ќе ви посакам да си имате најубава поплан, да се слушате и понатаму македонска музика, но и да си останете на брановите на радио Слободна Македонија. Јас ви закажувам повторна средба за утре во 7:00 во новото издание на Утренски поглед. Последно во работената недела, меѓутоа ќе се дружиме и за време на викендот. Ивана Крстевска, Далибор Зафировски, Никола Јовановиќ беа заедно со вас изминативе 60 минути. Продукција Радио Слободна Македонија, 23 ноември 2017 година. Да го пропуштивте нешто од разговорот со Дани, репризното издание на Максцена е вечерва во 19 часот. Чао, Македонија, имајте убаво попладне. 100% македонско. 100% музика на кирилица. Максцена на радио Слободна Македонија.